Почитувани љубители на ракометот, добар ден од салата на Основното училиште Блаже Коневски, каде што во секој момент треба да започне надпреварот од петото коло на Кадетската лига на Македонија во ракомет, каде што домаќинот екипата на Бисинов Фруитленд се сетнува со гостинот екипата на Тиквеш од Кавадарци. Ова е интересна новина, значи интересна можност на Дума.мк. Стрим лайв, значи да гледаме во живо еден надпревар од младинските конференции, нешто што досега не беше вообичаено, но еве правиме напори да дел од оние надпреварувања кои што многу малку имаат можност да се гледаат, да видиме како ќе биде ова проследено со каков интерес, односно што ќе допринесе нормално во развојот на спортот, во случај во ракометот во Македонија. Бисинов Фруитленд, ракометна школа, ракометен клуб, допред некој време Бисинов Вардар, со нов спонзор, со нов помагател, нешто што ќе допринесе да уште подобро бидат работите во ракометот во градот. Имаме најава дека оваа генерација на млади ракометари веќе од наредната сезона ќе започне да играе во првата ракометна лига. Се искалат овие дечиња и многу брзо ќе можеме да говориме за нешто што ни значи повторно враќање на ракометот на оние патиќи во градот како што сме навикнале. Тука ни е и ракометниот поборец, па така ќе имаме интересни работи. Домашните во црвена спортска опрема, гостите од Кавадарци во сина. За гостите ќе настапат Соброј 6 Костов, 5 Јованчев, 10 Илиев, 23 Милков, 23 Стефан Милков, 20 Јордан Милков, 2 Лазов, 11 Ангелов, 53 Стануев, 7 Малинов, 17 Иванов, 16 Панаки, Соброј 15 Благоевски, Кире Василев на клупата, а кај домаќинот Бисинов Фруитленд, 1 Циунов, 8 Станковски, 15 Зафиров, 6 Славков, 42 Пранговски, 7 Иванов, 17 Ристевски, 44 Миланов. Започна на преварот. Вељановски со 25, Ристовски 77, 9 Станчев, 3 Велковски, 33 Ѓошевски, на клупата Никола Бисинов и Сашко Радевски. На преварот го суди судиската двојка Божидар Јованов и Пепи Димов од ВДС, а делегат е Тодор Јосмов исто така од ВДС. Првиот напад за домашните. Одлично проиграно пилот и со број 25. Вељановски Богдан го постигнува првиот погодок. Прв напад и за гостите, рековме во сина спортска опрема. Градскиот ракометен клуб Тиквеш. Имаат одлична генерација. Сепак условите со кои тие работат. Се многу подобри од оние услови кои ги имаме во. Но полека, но сигурно со доаѓањето на новиот одлично ја бележиме првата одбрана на Ѓошевски Јован. И ова е седмерец. Добро искомбинира. На линијата од 7 метри играше со број 23 Стефан Милков. И прецизен. Измените резултатот на 1:1. Одличен напад и удар на Панчо Ристевски. Без многу размислување, пократко проигрување со Славков.
Пане Благој, голот во редовите на Тиквеш, немојте во оваа ситуација. Повторно имаме бират напад на ракометарите на Тиквеш. Со број 2 е Лазов. Добра акција. Проигрување до корпулентниот Јордан Милков, кој го постигна првиот гол. И замет резултатот на 2:2. Се игра четвртата минута. Доста ефикасен почеток на надпреварот. Иванов. Ова е удари 9 метри, прекршен. Добро дига таму во одбраната корпулентниот Милков. Добра акција беше Јован Александар Истовски, но добро одигра во одбраната и ракометарите на Тиквеш. Проигрување за Пикер. 7 метри. Славков беше запрен недозволено, а на линијата 7 метри. Ристовски. Прецизен прв гол и за Ристовски. Води борец, односно Висинов Фруитленд со 3:2. За сега нападите функционираат безпрекорно. Да видиме која екипа ќе започне со подобри игри во одбраната. Ова беше одличен напад кој го заврши Давид Иванов и тој го постигнува првиот гол. 3:3. Почеток за добар надпревар, одлична најава. Така што реков, Тиквеш е фаворит на надпреварот, но за сега домашните ракометари покажуваат нешто друго. Прва грешка, техничка, можеше и бораше подобро да се одигра, но е тоа. Прва можност за Тиквеш да стигне во водство. Малку недостасуваше Ѓошевски да одбрани оваа топка и имаше, но бележиме одбрана која нема да броиме на Благој Панев. Од прекршок беше ракометарот на Висинов Фруитленд. Со време 25 на лево крило Ева Јановски. Сега имаме прво одбрана на Благој Панев. Тому Лазов не беше решителен по левата страна. Стефан Милков, Давид Иванов, 23. Стефан Милков за сега е најавилен во редовите на гостите, него втори гол, водство на екипата на Тиквеш со 5:3. Никола Висинов, тренерот во редовите на Висинов Фруитленд, повара тајмаут, осети дека има што да се каже на неговите играчи, да не тргне колата надолу.
То можем да кажем ова иста екипа на Бисимов и Итленд. Поголемиот дел од играчите се со неколку години помало возраст конкурентите и имаат изворедни резултати во помладата пионерска конференција. Но тоа е што е и може би подобро е ако имаат конкурент повозрастен. Мислам дека добри Панче Ристовски, негов втор гол, а пред тоа имавме и уште една одбрана на Благој Планев, голманот во Тиквеш. Не беше таму решителен под деснокрината позиција ракометарот на Тиквеш и нов напад за ракометарите од Каладарци. Добра акција, но пропуштува оваа топка. А сега на голот имаме промена, Силунов. Реагираше нешто пилотот Славков во редовите на Бисимов и Итленд. Ево одлично. Ова е удар од 7 метри, мислам дека прави слушување на преворот. Играчот со оври 15 Александар Благоевски. Очигледно беше подместувањето. Ристовски. Негов втор гол, линијата од 7 метри. Пет. Вроди изгледа со плот тајм-аутот од Бисимов Никола и неговиот помошник Сашко Радевски. Одлична индивидуална акција на Давид Иванов, трет гол. Ќе мора тука да се проработи во одбраната, токму на овој играч. За сега неголема број на пасови доаѓаат како него. Брани Панев. Трета негова. Против напад Соброј. Два бити Лазов, негов прв гол. Две грешки и веднаш гостите се одлепија со два гола кон нас. Намерно се мога, точно. Нема што тука да се... Два играша повеќе и мислам дека ќе мораше ова да се заврши, но избрзано. Со 44 Тодор Миланов. Требаше да бидат малку пострпливи, да разрешат одбраната и немаше да има никаков проблем. Минута се очекува, да? Дали е побран тајм-аутот пред да досудат судиите? Сигурно, да. Чим е дозволен, значи овие чекори не важат. За кадетска конкуренција следиме одличен надпревар.
Има што да се види, но една работа е доста приметлива. Има што овие млади ракометари и има тука што е многу битно и висина. Нешто што стана карактеристика за модерниот ракомет. Покрај умешноста и онаа физичка конституција е доста битна во модерниот ракомет. Барем што се однесува до онаа бековска линија. Продолжува. Играта заврши. Тайм-аутот. Се враќа еден од источените играчи во редовите на Тиквеш. И ова се враќа се да напреда. Милков. Прецизен. Негов трет гол, второ ударот од 7 метри. 5-8. 3 гола предност. Ево може се. Имаше тука Бодран Вејановски, негов втор гол. Искористава предноста од играч повеќе домашните. Се створи на левата страна празен простор и реализацијата беше добра. Се четвори, да. Имали можност за контра, не. Сепак се решава за помирен напад. Комплетни се и гостите. Удар од 7 метри. Тайм-аут. Дали делегатот? Што се случува? Дали е неправилна измена? Делегатот Јосмов таму реагираше на неправилна измена. Се уште трае таму вербалниот дуел помеѓу тренерот на гостите и делегатот. Го следевме на преврат, нели не можеме да видиме таму дали до измената дошла правилно или не, дали имало прерано влевање на теренот, но не би имало причина за нешто да е досудено да не е така. Како и да имаме удар од 7 метри за гостинскиот состав, на линијата од 7 метри е играчот со број 23 Стефан Милков. На Волоциунов. Прецизен Милков, негов четврти погодок. Трето од линијата од 7 метри.
реакција беше непотребна таму од групата на гостите, очигледен беше прекршокот. Повлекување очигледно. Ристевски трет гол. Долго комбинираа коментарите на Борец. Не играат лошо во одбрана гостите, но Седум спрема 9 води екипата на Тиквиш. Се виде дека нема ништо. Мико Лазов, да, реакцијата е кон играшот, помислив дека има кон судиите некоја реакција, но сега имаше дека контакт и прекршок, но кога не е судено, мора играчот да се ослободи од топката, не да очекува дека мора да досуда судиите, еве се случи и да не. 23, да, Милков, пети гол. 10 спрема 7. 15-та минута од надпреварот. Иванов Мартин. Негов прогол. 8 спрема 10. Прекршок. Лазов. Иван. Добро е Мико Лазов и сега Патарија слободен играч. Овде 17. Давид Иванов, 4 гол. Соброј 77, да. Александар Ристовски, прв гол од игра, негов трет, по двата успешни изведени седмерци, 9 спрема 11. Милков. Прекршок на него. Иванов. Број 7, Мартин Иванов, негов втор гол и намалено водството на гостите на 11 спрема 10, 17-та минута е во тек. Гледаме добар надпревар, интересен, со доста силно темпо, би рекол. Нема калкулирање, се игра за позиција. Него броење. Стефан Милков. Продолжува неговата серија. Четврти реализиран седмерец.
Реакции на двете страни не стигнуваат. Секој бара своја правда. Да треба да продолжува. Водство на Тиквеше 12-10, доста ефикасно, ова е престап. И така беше ударот во пречката. Идејата беше да се проигра Славков, но спречена. Ристовски беше во позиција, но под прекршок не поводи. Славков, Миланов. И сега изблокиран Ристовски. Времето сочување Ристовски. Седми гол. Пети од линијата на 7 метри. Милков за сега најефикасен во редовите на гостите. 13-10. Ќе мора брзо да се напад и удар на Иванов. Беше пената раката на судиите за пасивен напад. Фигураш помалку, реализираа домашните и ова помакување на Панев имаат можност да повторно фатат приклучок и дојдат на минус 7. 13-11, 21-та минута е во тек, води екипата на Тиквеше Каларица. Има тука прекршок. Се чека комплетирањето на повторно прекршок. Доста паметен напад на ръководителите на Евитлен Висинов. И крената раката повторно за пасивен напад. Мора да се завршува. Не знам уште. 2 или 3 додавања, мора да заврши. Бележи нова одбрана на Панев, ова беше лоша позиција. Одобрено далечина Стефан Милков е во 8 гол. Значи најголемата опасност доаѓа од играчот со број 23 и 17 во редовите на Тиквеш, кои постигнаа заедно 12 гола од досега постигнатите 14. Води Тиквеш 14-11, 3 гола предност.
Прекршок имаме тука над Славков. Удар од 9 метри. Има изворедни физички предиспозиции. Добро примено на време. Нападот, одлична одбрана. На ракометарите на Тиквеш. Ристовски и Ристовски. И 2 минути дефинитивно ќе одиграше со број 10. Лазар Илиев. Нормална работа е да се потискаат судиите, да се планира одлука да се реагира и да се доведуваат самите во сонеж дали тоа што го досудиле е во ред. И сега удар во директот на Ристовски Александар. Во претходните два беше прецизен. 14-11 и можеш за Тиквеш да го наголеми за прв пат водството на 4 гола предност. Девети гол на Стефан Милков, но мислам дека Тиквеш мораше на време да испадне и да го задржи налетот на Стефан Милков, но напад на борец, односно на Висинов Фруитленд, некако навикнати сме дали на долгогодишниот наш прволигаш, и е сегодишна акција на Фруитленд. Станчев, стрелец на првиот гол и го намалува водството на гостите на 15-12. Доста корпонетна е надворешната линија на екипата на градскиот кометен клуб Тиквеш од Каладарци. Ете, тоа е тоа што треба на време, значи да се испаѓа. Продолжуваат со добрата игра. Мики Лазов, мислам дека е втори гол. Добра акција, но лоша завршница. Убав беше скокот со задршка, но непрецизно. Се ближи полека крајот на првиот дел. 12-16 е резултатот, 26-та минута. Ја одржуваат предноста. Иванов. Него пети гол. 17-12 води Тиквеш. Шо публика? Абе, мајстор, шо бегаш едно, профите го спродачају се. Вајановски. Индивидуална акција, Тренегов трет гол. Мајстор, шо избега од спродачањето? Море, нисме, пола сме од поднес пола. Ова е лошо, да. Втори надвор некои 2 минути.
минути, да. Имаше Соброй 17. Второ изключване. Очигледно бранеше од 6 метри. Собрай 44, Тодор Миланов, прав негов погодок. Четиринадесет, 17, 28 минута. Треба на време испаѓање и правење прекршок да се запре во зачетокот акцијата, од кога ќе крстат истинските реферметари, користат физичките предиспозиции со ова беше 9. Тайм-аут имаме за гостинскиот тренер Кире Василев. Гледаме доста занемлив натпревар, би рекол, нема толку грешки, барем во оние технички, но сепак нападите им се подобрите страни на овете екипи. Ќе мора и на полувремето тренерот Никола Бисинов да најде начин како да се запрат гостинските бекови. Пред се Милков, па и Иванов. Од 17 постигнати гола на својата екипа, имаат реализирано 14. Добре оваа лига на млади категории, одлична за развојот на спортот, на ракометот во Македонија. Има тука можност голем број на млади ракометари да преку надпревари, нормално да ги искажат своите можности и ги покажат своите вредности. Нешто е повторно договор со видите и делегатот, како и да е, продолжува играта. И ова удар од 7 метри, да, бранеше во 6 играчот со број 7 во редовите на Руитлен Бисинов, Мартин Иванов. Вообичаено на линијата од 7 метри. Стефан Милков, негов 10-ти гол, 6 од линијата од 7 метри. 18-14. Последна минута од првиот дел. За домашните би било добро да завршат со гол. Одземаме топката.
Сега може за против напад. Пасов, пред гол и край на првиот дел. 15 спрема 18. Три гола предност, може би и реален однос на силите од оно што се покажа во првиот дел. По 10 минути ќе се вклучиме во вториот дел, односно на почетокот на второто полувреме. Помеѓу време имаме предвидено и други содржини. Наоѓаме во салата на основното училиште Блаже Коневски, каде што имаме интересен надпревар помеѓу екипите на Бисинов, Фруит, Плент и Тиквеш од Кавадарци, а на полувремето разговараме со тренерот и идејниот творец, јас ќе кажам, на екипата на Бисинов, Фруит, Плент, а тоа е господинот Никола Бисинов. Никола, дојдовме да направиме нешто што е новина бар што се однесува со младинскиот спорт во градов, а тоа е Дума.мк протежира една нова или новина, ајде ако можам да наречам, во медиумите, односно, а тоа е нешто што до сега кај нас не беше некако како пракса, да ги даваме, ајде да кажам, да ме разберат поточно, значи да ги има овие најмлади категории на надпреварувачи во медиумите, навикнавме нели на сениорите, но ајде сега ова нека биде почеток на нова пракса. Тоа ќе го оставам за понатаму. Благодарност до тебе од сите вистински љубители на ракометот што направи клуб каде што огромен број на млади деца, од најмладата нормална популација, наоѓаат свое место каде што не го трошат своето време, туку наоѓаат место каде што наоѓаат и забава, а оние поумешните верувам дека и ќе продолжат по некои подруги води. Ајде, најпрво што би кажале за она што значи идеја за останок на ваков? Да ви речем добар ден, да ви се заблагодарам што ни давате можност вака да и пошироката јавност да разбере кои сме, што работиме. Јас после долгата играчка кариера, уште додека играв, имав желба да бидам тренер и веќе повеќе од 35 години ја работам таа работа. Прво беше во рамките на мојот матичен клуб Борец, од 2014 година си формирав свој клуб и функционираме како клуб, играме во младинските категории на Ракометната федерација на Македонија, во пионерска и во кадетска. И еве сме сега денес со екипата на Тиквеш, играме во кадетска конкуренција. Иначе нашата екипа е на возраст од пионери, една категорија помалку. Меѓутоа одлучивме оваа година да ги приемеме и во пионерска и во кадетска, со тоа што само еден кадет ние го уфрлуваме во оваа екипа, во пионерската екипа. Веќе 8 година работиме со сите селекции, можеби зад нас се гледа. Значи, мислам дека е реткост кај нас во Републиката да работат вака со мини ракомет, бидејќи мораме да разбереме дека ова е основата на ракометот. Секој играч за да стане вистински играч мора да почне од оваа најмала возраст. Последните години старосните граници на почнување со спорт паднаа многу. На времето по 15-16 години бевме талентирани, сега на 15-16 години веќе не е за спорт, не дека не е, меѓутоа треба да се почне од многу помала возраст, не дека 6, 7, 8 години. Имавте прекрасна ракометна кариера, потоа запловивте во тренерските води, меѓу првите завршивте на виша тренерска школа во Ниш, потоа го завршивте и факултетот, понаше кажано за физичка култура, се со една цел да бидете компетентен и завршите се она што може значи да се направи и да се добие како диплома за да бидете, како што реков, компетентен, да водите ваква школа и да бидете равноправен со сите. И во делот на она кога ќе речат да Бисинов бил одличен ракометар, но да видиме што со тренерскиот занет. Но вие и тоа го постигнавте со највисоки можни оцени и можеме да се пофалиме дека заедно мислам дека со Васко Василев да завршите на виша школа. Повели малку на таа. Да. Па еве, јас у принцип сум таков, уште кога почнав да работам, не сакав да ми се случи во салата да ми дојде директор, инспектор некој од образование, да ми рече кој си ти?
Сега јас да морам да се довијам, ама знаете, ја играв ракомет, многу сум љубител на ракометот. Не, кај нас немаше тренерска школа, отидов во Ниш, ја завршив, после тоа го завршив факултетот за физичка култура и ги имам сите категории во тренерскиот позив кај нас. Меѓутоа, поважно од се ми е резултатот што стои зад мене, сега малку излегува фалба. Играчите што играат по странство во Суперлигата, овде кај нас 90, да не речем и 9% играчите во Борец се од тука, од мојот клуб, да речем, потекнати, и тоа ми е најголемото признание, најголемата диплома. Се работи ли доволно со младите категории во Македонија? За жал, јас ги слушав моите колеги сега додека беше Европското првенство, гости беа на вашите колеги во македонска телевизија и сите си даваа своји коментари, меѓутоа никој не го спомна мини ракометот. Значи, не дека сум ја многу паметен, едноставно гледам како работат луѓето кои се успешни во светот, во цела Европа, да речем, и настрана. Неопходно е да се почне од најмали возрасти, почнувајќи од тие вежби за координација, па понатаму нели мини ракомет, каде што детето ја развива својата перцепција за сноодливост унатре во теренот, и после нормално сите категории што следат. Така работат во нашето обкружување Хрватска и сите нагоре, па ќе речем, еве сега и Холандија е најнов хит, да речем, во европскиот ракомет, Данска, Шведска, тоа е веќе таму со децении таква пракса. Бисинов Вардар, сега Бисинов Фруитленд. Ајде малку на таа тема. Значи, мораме да бидеме искрени. Јас покажав ентузијазам сите вие 35 години наназад, меѓутоа без соодветна поддршка финансиска од луѓе што можат да го направат тоа, не можеме да функционираме како вистински. Тоа го направи фирмата на Фруитленд и наше огромно, малку се зборовите, огромно благодарност што можеме да функционираме. Сега играме оваа година во пионерски, во кадетска конкуренција. Со намера сме на есен да оваа екипа да ја прееме во прва сениорска лига. Може малку преурането, меѓутоа сепак мислам дека не е, заради тоа што како што слушаме Суперлигата ќе се прошири, дел од екипите од првата лига ќе се префрлат во Суперлигата, така да ќе можеме комотно да се носиме со тие екипи од првата лига и наша, вака да речем, не е подалечна дека после 3-4 години да пројавиме аспирација за влегување во Суперлигата. Бидејќи во минатите години имав една генерација која ја дотерав, беше и кадетски првак и младински првак на државата и дојде до Суперлига и останаа да играат во Суперлигата, само за жал кај нас констелациите во нашиот клуб се топло-ладно, нели, кога е малку поуспешно, кога не е. И така да таа генерација ја дотерав до Суперлига и не гледам причина зашто и ова сега да не го направиме. Имаме убава генерација во овие момци, да речем, што се пионерска, веденска, во кадетска конкуренција играме. И за крај, ви има во сите сали, тренирате секаде. Како се сноѓате, односно како е редот, како да ве најдат, нели сите оние млади деца заинтересирани или родители да ги донесат своите дечиња да се вклучат во работата на вашата школа? Знаете што, јас сите вие 35 години не сум имал вакви можности да се рекламираме. Нашиот град е мал, се знаеме сите и родители, баби, дедовци, што сакаат децата и внуците да им тренираат, ме знаат и сами идат, сами се јавуваат. Сега преку вас уште една благодарност, вака што ни пружите можност, нели, да испаднеме во етерот, да се слушне за нас. Не има во Панко Брашнар училиштето, еве овдека сме сега во Блаже Коневски, во Васил Главинов и во училиштето за стопанство УЗУС, ние по наши што се го викаме. Колене Делковски, имаме и таму термини. Сега малку пуштивме и на реклама, да речем, јас се оваа техника многу не ја знам. Може да се, кој има желба, може да се видат телефоните, да ни се обратат луѓето, ние стоиме на располагање за воспитување и за учење ракомет на нивните деца и внуци. Ви посакувам успех и среќа и до наредното видување, нели нормално со уште подобри резултати во работата на ракометниот клуб Бисинов Фруитленд. Ви благодарам многу и вам успешна работа. Почитувани љубители на ракометот, добар ден од салата на основното училиште Блаже Коневски, каде што во секој момент треба
На почетокот сме на второто полувреме. Бисинов Фруинтлет, градски рекометен клуб Тиквеш Кавадарци, натпревар од кадетското преминство на Македонија. По првите 30 минути гостите водат со 18-15 или 15-18. Видовме доста интересна игра, во финишот можеби повеќе грешки од она што го навикнавме во првите 24-5 минути, кога се играше без многу, како што рекол, грешки, но тоа што е со сина спортска опрема, гостите од Кавадарци го имаат првиот напад, комплетни двата состава. Имавме неколку исклучувања, да видиме повторно што се случува, дали нешто е проблем со семафорот. По првите 35 минути нерешива енигма во редовите на Тиквеш. Бар забелешен беше Стефан Милков, кој постигна 10 гола, и Давид Иванов 5. Од останатите играчи 2 гола даде Лазов и 1 Јордан Милков. Кај домашните неколку играчи со по 3. Иванов, да, Мартин Иванов 3, Панчер Истевски исто така 3, Богдан Велјановски 3 и Александар Истовски 3. Некако равноправно распоредени. Имавме Славко постигна 1 гол, Станчев продолжи играта, се ја врат со семафорот, да. Организираат напад гостите. Собри, да, ова се чекори, со 23 Стефан Милков погреши. Можеш за Фруитленд Бисинов да го намали водството од 3 гола на ГРХ Тиквеш. И уште не да споменам дека овој состав на Бисинов Фруитленд генерацијски е доста помлад од екипата на градскиот рекометен клуб Тиквеш од Кавадарци. Во оваа возраст, година или две, не е за фрлање, или пак повеќе. Тука возраста доста влијае. Овие исти играчи, речи се целиот состав во својата помлада конкуренција и категорија, нема ниту еден пораз. Погодок со број 17, шести гол на Иванов Давид. Како и да е, можеме да видиме задоволни од оно што го прикажуваат играчите на обете екипи. Имаме тука повторно удар од 9-3 досуден. Прекршокот беше врз Ристовски Александар. Не можеше да оваа позиција, ништо повеќе да направи Иванов. Собри 20. Добро видов. Гол на Јордан Милков и одбрана шеста на Ванев. Дали доведе до некој лоши стигнување, само да не е некоја повреда. Соброј 23 Стефан Милков. ...194 сантиметри високиот бек во редовите на ГРК Тиквеш. Напад на Тиквеш. Да видиме
како тоа ќе се одвива прво моментов без помошта на Стефан Милков, кој е на клупата, но не се работи за нешто посериозно. Големо би рекол промашување на Иванов. Не сметаме Милков, но тоа е тоа. Ако би се реализирали сите шанси, тогаш резултатот и во рекламата ќе гласат слично нешто како кошаркарските. И грешките се составен дел на оваа игра. Сепак 15-20, 5 гола високи предност за Тиквеш, повторно се одлепија и поминала некако. Свакто втор гол ја имаше вече сигурно одбраната Владе Панев, но не го успеа до крај да го задржи овој силен удар. 16-20. Минута, доста ефикасен надпревар, тоа мораме да го напоменеме. И во првиот дел спомна дека нападите се некако подобрите делови на игрите и сега пред гол на Николазов. Ова можеше да се одбрани, односно и играчот кој беше на гостинскиот бек, можеше да оди под цврсто. На Иванов, мала историја, задоволен од она што ја направи. И во првиот дел покажа дека улично се снаоѓа во просторот. Страшно добра еластичност и подвижност. Соброј 10 ако добро видов. Тоа е Илиев, прв погодок во редовите на гостинскиот состав. 22-17. Ова е одлично сработено. Панчо Ристевски, негов четврти гол. Не испаднаа на време. Гостите добранат и погодокот беше неминовен. Нов напад за Тиквеш. Милков е повторно го игра, Лазов, Милков и невнимание во игра. Добро 2, Лазов, четврти гол. Дваесет и 3-18. Повина тука, но не може да важи голот, ќе има случување од 2 минути. Напад на Фруитленд, Бисинов. Прекршак, 9 метри. Добро беше замислат и направен блокот, но навреме испадна гостите одбраната. Ова беше добро, ова е 7. Доста нискиот, ќе речам, Јановски, но со одлична подвижност. Ја извани гостинската одбрана, а соброи 44 Миланов Тодор ќе го изведе ударот од 7 метри. Непрецизен. Покрај голот.
не реализираат ръкометарите на Уитленд. Не знам што се чекаше до сега, веќе беше поминато, но тоа е тоа. Удар во директор, Дуванов. Пази, Мики, пази! Напад за Тиквеш, 23-18. Се води некој набор. Да видиме Соброј 9. Станчев Мартин. Добра акција на ръкометарите на Тиквиш, седми победок за Давид Иванов. 24-18, веќе 6 високи гола предност за екипата на Тиквиш. Против напад на гостите, Блажевски, негов прв гол и 25-18 с голем на водството. Нема зашто повторно мал шој на Иванов, негов пети гол. Доста са атрактивни неговите голови. Соброј 17, 8 гол на Иванов, кој се приближува до Милков, кој некако се судесите овие два ръкометари, до сега постигна 18 гола од 26 кој има постигнато екипата на Тиквиш. Навременно испаѓање. Односно 42 минута на преврат, 19 спрема 26. И пасивен напад е кренато. Мора брзо да се завршува, да. Панев се едно време, но добро пресечен против нападот и сега повторно грешка од другата страна. Волевски негов втор гол, 27-19. Не треба брзање. Замена во редовите на Бесинов Уитленд, Бојан Костов со број 4 на линијата од 6 метри. Ова се 4. Милков
Лазов. Пrekошук на Иванов. Собрай 10, ако добро видов, да, тоа е Илија Пилов втор гол. 28-19 тргна колата надолу. И дали ќе има тайм-аут за домашните или може би се още бележиме ново време на Панев. Осма. Две минути надвор води Миланов. Милков 11 гол. Седми от линията от 7 метра, да. Сойброй 15. Благоевски 2 минути. Прво завршило главата на Благоевски. Гледав таму, дали имаше нова глава на Благоевски, односно на Панев, се изгубила. Не забележав уште го судија судиите. Повторно 7 метра. Добро, Јошевски, но не можеме да броиме. Гол на Стефан Милков. 30-19. Заправено овој домашните. Иванов Мартин, 6 постигнати гола, покажува изворедна снаодливост. Ќе биде ова крило од енорни врхол размери, само да го служи здравје и да напредува како што е. Покажува изворедна снаодливост и во просторот. Изгледен удар. Што се случи?
дали лошо падна. Имаше контакт, отурнат беше играчот на Кој се изгледа добил удар во пределот на телото. Тринадесети гол на Стефан Милков. Девети гол на Давид Иванов. 32-20. 47 минута. Имаме тайм-аут. Бисинов Уикленд. Шафина почетокот на надпревара дека гостите се фаворити. Суперлигашот тиквешот каладарци. Нормално условите со кои располага, начинот на кој се практикува вниманието кон младите категории и пред се финансиските можности во преден план, но и разликата во годините помеѓу овие два состава. Реков што и на почетокот дека Фруитленд Бисинов е за категорија помлад состав, значи во своето надпреварување во пионерскиот дел, каде што и се надпреваруваат исто така, немаат ниту еден пораз, значи се доминантни во својата категорија повеќе, овдека во кадетите, сепак годините се доста влијателни. И тука самата физичка конструкција доведува до неравноправност во играта, но добро е што имавме моменти кога доста добро се држеа рекоментарите на Фруитленд, но се осеќаше, лептеше во ваздух дека квалитетот сепак во моментов и физичките предиспозиции се на страната на КРК Тиквеш Каладарци. 20 спрема 32, 48-та минута започна, односно е започната, тайм-аутот е тука и продолжува надпреварот со напад на белешката екипа. Загубен уште една топка во напад, Лазов, Милков и Иванов. На борешната линија на Тиквеш. Бележимо одбрана на Душевски. Има проблем со дресот, имаше односно еден од играчите на Велковски.
Gledam onaj oficijalan zapisnik, kada što со број 5 го има Марио Гордиев. Не сум сигурен, ова 2 минути. 2 минути играше со број 7. Мартин Иванов. Десети гол на Иванов. 33-21. Повторно загубена топка и против напад. Гордан Гьошевски. Јован. Bravo, Golure! Jaka interwencja, bo i tak sobie Удар от 7 метри. Станчев не пропуснат. Запрен. Соза 25. Много от 7 метри. Богдан Велковски. Беляновски. Почитано от страна на Панев. Сакаш атрактивно да постигне гол Суфлис, но да прозре неговата намера Панев. Билков. 13 гол. Не, сепак престапесувам. Досуден престап, значи не важи. Останува на 13 гола Милков Стефан. Сега ќе важи. Иванов 11 гол. Втора минута. 34-21. Хубаво налет. Ристовски мат. Лопат беше. Отбрани на Панев. Тайм-аут. Кирил Василев. Тренерът на редовите на Тиквеш.
34-21. Заврши тайм-аутот, се ближи. Крајот на преворот има мужској. Речиси 8 минути. Уведникот е поодамна познат, нема што да се измени, но ќе доиграат онака како што би треба. И за разлика од Никола Бусинов, тој од текот целиот надпревар им даваше шанса на поволен тројцови рекометари. Во овој дел се реши гостинскиот тренер Василе да даде прилика на оние кои многу малку имаа можност да се покажат на овој надпревар, кои запака добија шанса. Менемо на надворешна линија Милков, Иванов и Лазов. Мартин Станчев против напад атрактивно. Јованов. Сепак е во игра со 17. Да. Иванов. Од она надворешна линија на гостите. Стартна. Некој се пожали на повреда. Тоа е Станчев. Во редовите на Фуитлен Трисинов. Костов. Добро сработено. Четврти гол на Ристовски. Што е сега повторно? Па имаме некоја грешка на не менува ништо. Ова е част во воспитно-педагошки мерки. Како се врши правилно замена. Тодор Јоснов е делегат на преварот. Трето исключување. Тоа е играчот со број 17 Давид Иванов, кој постигна 11 гола. Сите одигра. Број 7. Осми гол на Иванов Мартин. Трето и малтрето исклучува. Да. Ова е лошо изведено, да. И ова се види дека нема да биде гол. Това е 4:34, 55 минута. Прекршок? Не.
Костов, Бојан прв него погодот. 25-34. 9 гола предност за екипата на Тиквеш. Спомнавме и поводам дека победникот е познат, но сепак се одигрува максимално ангажирано до крај. Повторна грешка на гостите, против напад и со број 17 Панчер Истерски сакаше да закова топката во мрежата. Лазов. Малинов сакаше доста атрактивно ова да го заврши. Може би имаше претходно мал прекршок што го измести од баланс, но потоа не сметам од никого. Славков, пред негов гол. 26-34. За некој гол ќе онамалат да ходи работата во одството на гостите преку медалите на Бисинов и Итленд. 3 неполни минути до крајот и полека на сигурно прегопме во самата завршница. Има прекршок за 9 метри тука. Веќе е изведен, во игра и Лазар Станоев, вториот пивот во редовите на Тиквеш. Не смее да се остава Лазов, негов пети гол. Не сметано, тука веќе одбрана не може да очекуваме. Ходи некои 2 минути, да. Имаше тегнење за адрес. Дали е со број 11. Ангелов. Удар од 9 метри. Ова е повторен напад за Флуид Ленд Бисинов. Брани Панев, 13-та одбрана. Одличен голман. Јованчев завршува со неговиот прв погодок на ова. Повторно 10 гола предност. 90 на секунди до крајот на преварот. Ристевски негов пети гол. Имаше таму доста празнина во одбраната на Тиквеш. Малинов. Ова е топка за Бисинов, да? Последна минута од надпреварот. 9 гола предност за екипата на Тиквеш, 27-36. Костов неочекувано за противничката одбрана, па и за нас до сега не се реши на ваков потек, а во висок скокшут и прецизен погодок 20 секунди до крајот на превод, 28-36. Последен напад на раконатарите на Тиквеш и промашија, 5-6 секунди до крај. Крај. Да. 28-36.
Конечен резултат на надпреварот. 8 гола предност за екипата на Тиквеш и на самиот почеток кажавме дека гостите се фаворити. Разликата во годините, но и самиот квалитет на составот допринесува да немаат некоја посериозна работа, потешка во вториот дел. Додека во првиот колку толку 20 на минути се држаа домашните, како и да е. Со ова се одјавуваме со една констатација дека најефикасен на средбата беше Стефан Милков од редовите на Тиквеш, 13 постигнати голови, 11 Иванов, а во редовите на Висинов Фруитлинд 8 гола постигна Мартин Иванов, 4 Александар Ристовски, а Панче Ристовски постигна 5 гола. Тоа беше се. Поздрав до гледачите на Дума.мк.